Знаете зашто вие во полицијата немате добри плати, немате добри услови за работа, не сте почитувани како полицајци, немате опрема, затоа што вакви како тебе прават синдикати да му се улижуваат на министерот без разлика кој е, да се лигавите. И наместо да ги застапувате интересите на полицајците и вработените во МВР, вие се улижувате, за вас си добивате некоја наградичка, а другите ваши членови на синдикатот остануваат со прстот уста повторно. Ајмо прво да си. Љупчо Москов, од некој си синдикат, МВР, ППП. МВР. Класичен предизборен платен новинарско-политички притисок од страна на противнички новинарски портал врз министерот за внатрешни работи со цел спинување на настанот, со цел оцрнување на неговата работа и на колегите од ЕБР што учествува во спречување на немирите на фудбалскиот натпревар во Коњари, предизвикани од деликвенти што отпосле предизвикана Не ни знаеш што пише. Отпосле предизвикана законска полициска реакција плача. Не ни знаеш што. Москов, вака да ти кажам една работа. Новинарите и медиумите секогаш и секаде ќе бидат против министерот, министрите, владата, владите, премиерите, секогаш и секаде. Значи не е тоа прашање на дали бил Панче. Ќе ги испрашуваат, шо? Не е за Панче. Да нема имунитет од прашања, Панче. Значи, Што? он е Што е платен, проблемот? он е платен од нашите пари да работи согласно законот да ги штити интересите на државата и на граѓаните, а не партиските интереси и личните. Може имал добиено денеска. И ова не е класичен предизборен платен новинарско-политички притисок, ова денеска е Новинарство во права смисла на во зборот. права смисла, затоа што ти Кое што го нема у Македонија. Освен ретки примери вака. Затоа што новинарите се продолжена рака на политичките партии и послушници. И не креираат јавно мислење, не истражуваат проблеми, него сервираат наратив на штабовите. Е, сега глеј, знаете зашто вие во полицијата немате добри плати? Немате добри услови за работа? Не сте почитувани како полицајци? Немате опрема. Знаете зошто? Затоа што вакви како тебе прават синдикати за да му се улижуваат на министерот. Наместо и они да бидат спротивставени. Да му се улижуваат на министерот без разлика кој е. Да се лигавите. И наместо да ги застапувате интересите на полицајците и вработените во МВР, вие се улижувате, за вас си добивате некоја наградичка, а другите ваши членови на синдикатот остануваат со прстот уста повторно. И вие не можете да се соберете како работна сила во МВР, сите заедно, здружено, да работите на остварување на вашите права и подобрување на вашите услови за работа, пошто сте поделени на 16 синдикати, за секој министер по еден синдикат да му се улижува и стигате до ситуација до која што сте. Ај пушти сега што пишал Љупчо Москов и за Демек и за Фуркан. Ова класично мислам од штаб му пишале, ај пишу го. Ајде. А иначе, македонски синдром на самоуништување. Тамам се појави еден здрав, способен министер, председател на синдикат, Да го фали министерот. да го фали министерот. И да ни го врати моралот и нивото што го заслужуваме, и тоа се појава ваков антидржавен штетник. Фуркан Салиу. Фуркан бил штетник, а овој Љупчо Москов бил оплеменувач. А Тошко тој што И го Верица избриша. оплеменува. А Тошко тој што го избриша. Овој бил оплеменувач. Навиваш на шверцели и политички платеник да ни го сруши долго очекуваното и да понижи цела една специјална единица ЕБР. ЕБР е понижена не од Фуркан, не од Инфомакс. ЕБР е понижена од такви ко тебе. И тие што дале наредба Од такви да се прекрши од закон. такви ко тебе е понижена ЕБР. Од такви ко тебе што се улижуваат на министерот и ги шиткаат колегите у ЕБР, у било која друга единица, ги шиткаат за нивен личен интерес. Ти го се бориш за правата на полицијата, ти другар треба да си најголем противник на министерот, на било кој министер, за да ти ги подобри правата и условите за работа. А ЕБР е понижена од сите министри претходно. Затоа што нема кој да му се спротивстави на министерот, у полиција, у МВР. Пошто вие сте чалам само јаки само на овие, како се вика, на нас овде,
на обични луѓе, на нив сте силни, ама пред министерот сте Мачиња. Чекај, ама нели овој министер што го избриша Република Македонија од статутот на ВМРО, ВСМР до Тоа е. ПСМН. Тоа е. чекај бе, тоа е. Ама Па тоа си е партиска. Како тоа? Па, Не, не. Па, по што е способен? Македонски синдром на самоуништување било што Фуркан бил таму или ние што Не, сме јас биле сум таму. министерот. Чек. Ама не е македонски синдром на уништување што Панче Тошковски као председател на статутарна комисија од статутот го избришал името Република Македонија. Тоа не е синдром на самоуништување. И првата средба Промовиран да. од Панче Тошковски. Прва Танче средба Пошковски ги го кажа. Танче Танче Прошковски. Танче Прошковски. Лавот. Прва средба со амбасадор на Грција. Прва активност нормализирање на пасоши на Северна Македонија. И овој вика способен министер. Зашто бе способен? Зашто способен? Ама овој е способен за Љупчо Москов, пошто сега на Љупчо ти Љупчо ке... А чекај, овој ли е тој со становите? Москов? Ај сега пушти го овој исто, Панчето. овој стан, да. Шо е, овој е председателот на синдикатот. Да видиме. Председателот на синдикатот вика, повелете, ова е објавен оглас јавно. Јавно објавен оглас на Пазар 3. Продавач Љупчо Москов. Повелете во Нью Йорк апартмент Скопје 2 романска амбасада, еднособен стан, еднособен апартман, девна кујна спална 45 метри кубни. На улица Позади Старс кафе, католичка Скопје до Вучко универзална 1600 денари нокевање и 1000 денари 3 до 4 часа со фри со фри паркинг и Wi-Fi плюс Netflix. Netflix and chill. А иначе сега ми пишуваат ексклузива Москов бил комуњар предходно. Да. Се. Бил со СДС. Епа сега. Ама сега му се свиѓа Дај, новиот чекай, министер, а? Не гледаат се уживо, луѓе што ми праќаат, дајте ми скриншот како го фали Оливер Спасовски. Ако ми најдете такво нешто, ја ве частам. Метри кубни. Дај, Абе, другар. пушти го на слика, Абе, да го видиме, другар. да препознае Оди. публиката на кого му личи. Оди, на кој друже, глумец. научи што е прво метри, што се метри, Пушти го на слика. што се метри квадратни, а што се метри кубни и после давај квалификации за луѓе што завршиле факултети, што Не ли работат, ти личи на еден глумец? што работат, Чекај што да- што На кој глумец ви личи? Од долина на волците некој да Не. А? Не. од волина на долците рече. Еден што се наоѓа во Од многу воло- различни улоги зависи од филм до филм. Од воловите на долците. Добро, ајде. Се појавил на Ајде, интернет. дисгаси го да Овај бидете пати. сериозни. Прво ќе идеш ке научиш основни поеми, квадратни метри, кубни метри, све сантиметри, избришал. метри и така натаму. Што избришал? И после Објавите то- ги и избришал. Да, после Оливер тоа, Спасовски, да. господине Москов, ќе збориш за луѓе кои што ќе квалификуваш што луѓе што приватно створиле се. Значи, во приватна фирма вработиле луѓе, даваат плати, завршиле образование, факултети и така натаму. Многу повеќе придонеле на ново општество. Успоредно со тебе, Чекај се. ти ништо. А ние му плаќаме на него бенефициран стаж, он си работи приватни работи, така? Да. А? И тоа е етички. И ќе објавува по Facebook ќе објавува.